Од студиото на Ексклузив, со вас е Марко Шипка. Така е, ново издание на Ексклузив и повторно со нас продолжуваме со оние разговори ексклузивни токму од овде кај студиото, каде што вечерва имаме чест да го поздравиме победникот на овогодинешното издание на најгледаното регионално балканско шоу Звездите на Грант. Токму Никола Станишевич, кој со својот неверојатен талент, страст и сето она што го понуди на големата сцена на Грант, ја освои публиката, жиријата, собирајќи рекордни 138.000 гласови. Неговите настапи, инспирирани од традицијата и современата македонска, пред се морам да потенцирам, музика, оставија силен впечаток не само кај нас, туку и во регионот. Никола, добре дојде и ти благодарам што, заедно со нас си дел од ова ново издание и што дојде токму дека во нашата студија Ексклузив. Добар ден, пред себе сакал да ги поздравам сите гледачи, првенствено и тебе ти благодарам за поканата, Марко. Честа е наша, затоа што не дојде апсолутно случајно тука. Нашата соработка со Грант, која што имаме години наназад, и сето она што го правевме изминатите години, токму едно од најдрагите наши интервјуа токму со Саша Попович, кој што за жал повеќе не е со нас, но токму овие ликови кои што се создаваат преку Гранта, кои што си веќе и ти, се оние кои што ќе ја продолжат неговата идеја да Звездите на Грант и токму ти како една од Звездите на Грант го работиш тоа што го сакаш, тоа е музиката. Па првенствено ќе те прашам какво беше чувството кога слушна дека си победник. Многу ми најави да таа сцена, но сакам вака од тебе да го слушнам тоа. Па неверојатно, не знам, не ми се веруваш искрено на толку знаете колку пејачи имаше таму. Огромен ризик беше со моите македонски песни. Ама не знам, кога си го слушнав името, искрено не ми се веруваше, само си кажа во себе, Боже, успеа. Така, рекорден број на гласови, аз ги напоменав, 138.000. Очекуваше ли таква поддршка? Тоа е, не знам, не се сеќавам на бројки порано како биле од изминатите години, ама огромна бројка е вака кога се случи. Нема кажано дека од Македонија мислам дека рекорден број имам јас. Така да искрено не очекував толку, но секако им благодарам на цел Балкан, посебно на мојата Македонија. Така, твојата менторка е Цеца, но јас ќе прашам поидовно од она што се случи на сцената и на финалето, вистински спектакл, морам да кажам. Чија беше идејата за тапаните зурлите, покај што мислам дека ова цела сезона некако се протна тој момент дека ти комплетно ја освојуваше сцената токму со овие наши апсолутно, значи, познати македонски инструменти. Па тапаните беа првенствено моја идеја во полуфиналето кога ги носев прв пат. Но после полуфиналето добив порака од Цеца, во финале мора да донесеме века и играорци и се што е оно традиционално треба да го донесеме тука. И само да ми рече може повторно да бидат тапани. Не беше ништо план да се качувам пак на тапаните, но така спонтано искочи се од срце, од душа, така да мислам дека беше убаво и за слушање и за гледање. Да, финалето некако си дојде само по себе да го донесеше македонското знаме и сето оно што ја опишува Македонија и тебе како горд или македонец. И што значеше тоа, сакам да те прашам за тебе во тој момент, горд македонец на таа голема сцена во Грант во Белград? Па видете, јас од круг во круг не очекував дека ќе поминувам така директно, посебно дека ќе стигнам во финале. А се тоа што ми се случи навистина многу ми значи за мене, посебно победата, така да не знам што би ти кажал на таа тема повеќе. Многу ми значи ова. Тоа што спомна од круг во круг ќе се надоврзам на прашање. Ти впрочем не учествуваш прв пат во Звездите на Грант и ова не е баш така едноставно заслужена победа, имаше апсолутно долг пат. Се надпреварував пред 4 или 5 години, не знам точно кога беше, тогаш бев во тимот на Мили, па после Мили као не можеше да работи, после се префрливме кај Марија, но тогаш бев уште јас неискусен, бев на почетокот на моите пејачки води, така. Да, ама јавноста верувам дека не го заборавила тоа, затоа што тоа пас покажува дека ова што го гледаме овдека, може да го погледнете гледачите на широката камера, значи е нешто што ниту
воопшто лесно се освојува и за таа сцена на која што докажа зошто значи музиката да ја пееш и она твоја прва љубов и ќе се врзам сега за Цеца, спомнавме неколку пати. Како те насочи, кои беше незините совети околу сценскиот настап, песните за финалето конкретно на Цеца? Кои беа тие некои, да речеме во 3 точки, незини главни поенти? За финалето, искрено да ти кажам, се слушнавме и кажав, дајте молам барем во финалето да отпеам нека српска песна, затоа што народот цел мисли дека јас пеам само македонска. Незиниот одговор беше, ќе пее српски кога ќе победиш. Сега, значи, одиме македонското до крај, ќе се отпее сите македонски песни што ти ги мислиш дека се значени за Македонија и дека добро ќе ги донесеш, така да песните ги остави за јас да си ги одбрам. И само се молев така од пресек во пресек само да поминам да оној план што ми беше, овој пресек ќе биде тој микс, вториот пресек ќе биде таа песна. Само чекав да дојде последниот пресек да отпеам Бисер Балкански и да се чуе таа песна. Мислам дека ние наша втора химна на Македонија, така да милиарди ја слушна и многу ми е мила за тоа. Така, завет на Бисер Балкански, многу песни кои што впрочем се во многу проекти кај нас. Најаве концерт во Скопје со сите финалисти и твојата менторка. Сега ова јас не можам да го 100% гарантирам, затоа што се надоврзувам на она што порталите го пишуваат. Така имам малку подесна нешто ново и една нова рубрика во ексклузив. Па кога тоа би се случило и дали би се случило и дали може да го очекува публиката? Па дефинитивно ќе се случи, требаше минатата недела да биде. Тоест оваа сега недела да биде, но беше многу краток период, не можевме да се припремиме баш, а и секој од финалистите сака да биде дочекан од својот народ во својата земја. Така да секој е соврски и се надевам дека на средина на август дека ќе биде концертот во Скопје. Кога го спомна времето, јас не знам како воопшто постигнеш, бидејќи многу медиуми кај нас некако те нападна, што побрзо да настапиш, тоа е очигледно некако едно по друго си оди. Не знам, верувам дека во Србија е исто голем интерес, но драго ми е што во Македонија, ете, токму ти си оној кој што повторно ја создаваш таа некоја шоуби сцена која што, ете, можеби кај нас не е на толкаво ниво, ама еве со оглед на тоа дека ти се појаваш во многу медиуми моментов, тоа значи дека работиме на македонската музика, она што го прочитав некаде во некој твое чинам интервју, немаме сцена, односно немаме медиуми овде каде да се појавуваме, но мислам дека Точно, тоа го изјавив првата песна која си ја снимив, својата не добив никаква подршка од медиумите. Така да и тоа е на вистина во тој момент што го кажа, Реално, така така. да реално беше. поразително веројатно за некој млад човек кој што многу почнува. ми е чудно што се треба да одиме во друга држава, ние као народ да се спромовираме за нашата земја, да држава да дознае за нас и да почне да не цени малце бар. Тоа е можеби неголемиот проблем кој што години се кај нас некако не менува, но ете верувам дека со тоа што па ти еве па ги носиш па ова што го спомнавме и финалистите и твоите колеги овдека, ќе докажеме дека и ние сме добри домаќини, ами дека македонската јавна сцена живее. И ти благодарам за тоа што ете твориш и за македонската музика што ја промовираш и си одличен промотор. Па јас се трудам колку може максимално, а мислам дека на добар пат сум, така да Така, кога ја спомнавме Македонија, во поглед на пречекот твој, кој што се случи во Ѓорче, во твоето место, каква беше реакцијата на публиката, градоначалникот, како течеше тоа во некои кратки вака? искрено се изненадив, бидејќи се тоа прв пат ми се случува. Градоначалникот се јави на моите дома, се договорија да биде организиран пречек во Ѓорче. Потоа ми се јави мене лично да ми каже, мене не ми се веруваше искрено сега, бидејќи као победник прв пат ми се дешава да Како бидам спортист победник на некако пречек. дојде во Македонија, она што го гледаме на телевизија во Се суштина. ми беше чудно. Ми се јави, ми кажа дека спремаат, бев мислам уште од граница. Имаш огромна гужва и направија посебен пролаз да поминам. Дојдов во Ѓорче, ме пречекаа во општината, таму отидовме заедно во Ѓорче во паркот, каде што имаше многу луѓе и луѓе што прв пат ги гледам во животот. Така да, навистина многу ми значеше, а највише од се беше тоа кога после тоа кога отидовме во Волково, кога видов дека улиците се буквално затворени и полиција тука се и беа буквално сите што ги познавам и луѓето од Ѓорче дојдоа и во Волково.
Незаборавна, верувам, чест за тебе и ете за твоите оние околу тебе со кои што ти живеат директно да се гордеат, тоа е нешто што верувам ќе остане до Па крај. дефинитивно тоа никогаш не би можел више да го заборавам, а се сеќавам и Даниел Кајмаковски кога победи на тоа X Factor кога го пречекува на аеродром, мислам дека беше тоа. Да. Секав, кога јас ќе доживеам такво нешто, да победам јас на нешто по мене да ме дочекаат. Ама ете, знаеш како викаат, никогаш не е вели никогаш и треба да одиш кон својата цел и еден ден се надевам дека на сите ќе се оствари. Многу позитивно кажа нешто сега и се спореди со некој кој што е од кај нас, што е многу убаво. Токму така Даниел е оној кој што исто така направи успех. Мислам дека и последно он беше пречекан така од артисти века и нас. Мислам Така, дека на он последно големо, да. Да, на нешто големо и затоа ми дое прв на Така. Мислам дека постои имаше кошаркари или фудбалери кои ги Кошаркарите, чекаат, така, што ги пречекувавме. Кажи ми во моментов, ако нешто што веројатно сите те прашуваат, поидовно од сето ова што го гледаме тука, кога нова песна и што е она што понатака следува од тебе? Види, прва песна искача, мислам дека веќе и следнава недела, дует ми е со Гоце Петревски, нашиот легендарен пееш, Така. морам да си го поздравам. И он беше тука од некој мојот сам почеток и додека не се такмичев во Гранд, сакаше да ми помогне, да снимиме нешто, да ме чуе и Австралија, бидејќи он од Австралија. Така да сум му многу благодарен, но таа песна требаше да искочи дури и минатата година. Но ете, Бог како си ги создава коцкиве, сега мислам дека овој најидеален момент кај што можам се да испромовирам. Мислам дека дојдов до тоа ниво да бидам популарен негде, поготово во Македонија. Во Македонија. Така да мислам дека е прав момент сега, се што имам, се што купував, се што средав, се што снимав, сега е тој момент да си промовирам. Така, цела Македонија, напоменавме, беше за тебе, но кажи ми, како, иако спомнавме Македонија како земја во која што нели ти твориш, гледаш на тоа, ги спомна нели оние кои што ете во твојата околина живеат Ѓорче како место и Волково, но како гледаш на оваа победа од страна на македонците? Дали кој е фидбекот? Кои беа можеби првите некои реакции кои што ти ги доби, да речам, освен од мајка ти првенствено, морам да кажам, и таа реакција што видовме? Па види, можеш и ти да биде сведок на тоа дека на Македонија овакво нешто исто нема случајно одамна, некој поготово да промовира толку македонска музика надвор од Македонија. Така да навистина многу ми значи и каде да се појавам сега луѓето приоѓаат и кажат дека сум гордост, што навистина е огромно нешто за мене. Така да ми годи се ова и мислам дека сум добро прифатен и од македонскиот народ и од народот од страна од Србија и од Босна и од сите држави. Така е, во продолжение да погледнеме нешто што го напоменав на почетокот. Токму еве ќе видат гледачите нов концепт на ексклузив каде што токму периодот додека ти настапуваше, сето она што се случуваше го сумиравме во некои наслови од нашите портали во Македонија. Па еве најпрвен би се задржал на темата, ја спомна и ти твојата прва песна, еве ние ќе го дадеме тоа како момент медиумски, што мислам дека е нешто и како наслов интересно направено, чинам од Balkan Music кој што и чинам и таму го правеше спотот. Од прва па единствена првенчето на Никола Станишич. Ова претпоставаме твојата песна, прва? Мојата прва песна, тоа ми е поклон од мојот драг колега Ване Јанев од Струмица, морам да си го поздравам. Тој да не беше, јас мислам дека не би почнал да се снимам нешто мое, така да он беше поттикот на мојата музичка кариера. Ти мораш да снимаш, јас имам песна за тебе, така да цел аранжман, се тоа идејата за песната беше негова и ми ја поклони буквално. Јас сам отидов во студио, си ја отпеав и многу си ја сакам. Така. Еве ги гледаме фотографиите со Цеца. Ова е нешто што и последно можеби најнова за судбинската средба, а не те прашав, токму од овде ќе ми произлезе прашањето. Никола Станишич откри дека неговиот соборец од финалето му е братичет. Што е ова во суштина и дали е некоја пиар приказна, дали е некоја жолта штампа или е во суштина? Тоа е жива вистина. Јас и додека почна во првиот круг уште, моите дома ми кажуваат ти имаш братучет таму, се вика Даниел. Јас отворив, јас човекот не го познам, ни он мене не ме познаваше. А истина него му велеа од првиот круг, дека ти имаш братучет, исто од Македонија, он се вика Никола.
И така сега на почеток имаше многу кандидати, после мислам четвртиот или петиот круг кога бев на проба кај Цеца во студио. Бевме тие неколку останати кандидати од кај Цеца, дали 4 или 5. И влегувам јас во студиото и само доаѓа он, викам, и у исто време. Вака си покажуваме со прст, викам, и јас те знам, викам, а прв пат се гледавме тогаш, мислам во четвртиот, петиот круг. Викам, моите дома ми кажа дека сме викам некој род. Вика, брат и мене, вика, ми кажа, вика, ние сме многу близок род и почна да ми објасна, бидејќи јас не знаев како сме ние род. Почна да ми објасна и стварно сме втори братовчеди. Навистина, па ете, веројатно, ова некако произлегува од шоуто Звездите на Грант, некако и целата таа приказна таму. И со него и со Дени Рамчевич, и со него испаднав роднина, неговата мајка ми кажа. Така да интересно колку е светот мал. Ова е баш шоу. Она кога станува збор реално шоу е буквално ова, затоа што не е само музиката во прашање, него е животни приказни кои што произлегуваат. Никола Станечич им се поклони на жртвите во Кочани и победи во Звездите на Грант. Нешто што мислам дека е наслов кој што буди емоции. Еве една фотографија горе токму од срце за Кочани. Нема да те прашувам, емоциите се секако нешто што не може никој да го се окрие и никој не е нормално имун на целата ситуација што се случи, но голем подвиг. Не ми е проблем, сега веќе можам да зборам. На позадината, на екранот требаше да стои огромно тоа што стои на маицата. Аха, така. Но поради некои работи нивни, Технички. претходно имаше проблем со една кандидатка, бидејќи она пееше, извади 16 ружи на бина, а тоа испадна за насраданите кај нив во Србија. Така. И потоа ми забрани, ја мисля дека е нешто политички. Така. И му објаснив дека тоа е буквално сакав само почит да одадам на загинатите, но и ми беше најавено дека ќе биде во позадина тоа. Но кога видов дека не, јас сепак се одлучив маицата да стои на мене тука. И многу ми нагледам коментари дека некој од нив кажува дека јас тоа сум си го искористил за гласови, а нема врска више гласови, ова беше скроз на крај, така да гласовите на крај ништо не значеа веќе. Така. Малку знаа дека и мене некој ми загинал таму и дека и бендот буквално цел го познав, посебно Ѓорѓе Бубњарот, почнавме заедно, втор бенд ми беше со него, Ѓорѓе од Струмица, Сара ми пееше на мојата прва песна, Сара Пројковска, така да буквално сакав да им одадам почит, бидејќи кај нас тоа веќе се заборави, не се збори за тоа, дента не можев ни да пеам песната, бидејќи посебни емоции буди во мене тоа, а и мојот клагијаторист Стефан, дента му почина неговата братучетка, така викаат во Србија, бидејќи он од Србија, а беше буквално испред мене во публиката. И он после се дојде пак да ми почитува мене, и само кога почна песна овака маицава си ја стави преку лице, почна да плаче, јас кога видов него ептен ич не можев да почнам песна да пеам, но дека беше лајф, нели, пак мораше нешто да искочи да почнам да пеам, ама до самиот крај не бев јас свој. Така, но гордоста која што секако пак ќе кажам ја направи за Македонија, те прави апсолутно голем човек и еве Скопјанецот, некако како наслов, Никола Станешич го воодушеви жирито од Звездите на Грант со автентично македонско народно кое никој досега на таа сцена не го пеел. Огромен ризик беше. Огромен ризик. Посебно, знаете, која конкуренција има од страна на другите кандидати. Ние сите се дружевме и бевме другари, но народот тоа не го гледа и мисли дека сме ривали, така да имав огромна конкуренција, а Цеца е првиот потик која ме натера, која сакаше да почнам македонско да пеам. И прв пат кога го отпеав, мислам дека беше во третиот круг, тогаш ми кажа, од тука до крај ќе пееш само македонски песни. Така и апсолутно на целиот овој успех што ти се случи, морам да го потенцирам покрај големиот пехар и оваа специјална награда, која што апсолутно, сега не знам од рефлекторите колку се гледа, токму ликот на Саша Поповиќ и нешто што мислам дека е највредно, можеби покрај твојата победа и сето она што се случува. За жал, нормално прерано го напушти не само балканската сцена, туку и сето она што го даваше за целиот регион, токму и за Македонија. Саша Поповиќ кој, нели, како што кажав прерано, напушти, беше символ и срцето на Звездите
на Гранд. Па морам да те прашам како мислиш и ете сега можеби ова е до некаде можеби чудно прашање, би реагирал на твојата победа затоа што ова е и најтешката впрочем сезона, најемотивна на звездите на Гранд токму заради неговата отсутност, која што ја немаш и во студиото, која што впрочем требаше и тебе да ти биде врачено од него, а беше врачено од Сузана неговата сопруга. Како го Саша е секогаш и за сите, така да како бил претходно се надам дека би бил и за мене и би бил горд на мене затоа што си ја промовирав првенствено својата држава. Јас Саша го знам од претходните години. Во ова најемотивна најтешка сезона на звездите на Гранд, тие доби оваа специјална награда која што ја прикажав од врачено нели за неговиот лик од неговата сопруга Сузана Кокава. Честа ова за тебе конкретно за оваа награда. Па искрено да ти кажам, пред финалето многу се пишуваше за Зоран Ферари, бидејќи они се многу блиски. Искрено се надевав дека он ќе победи и дека ќе си ја добие наградава. Дури Сузана, кога бевме во топ 3, дојде само да се поздрави со него, Да, што ја видов. наистина ме зачуди. Да, Океј. малку чуден момент на Да. во така. Но право ти кажам, мило ми што што ја освоив јас покрај. Бројките некако си го покажа апсолутно сосема нешто друго од она што можеби го гледавме. Апсолутно Ми значи, искрено, многу ми значи. така. Поготово поради таа работа. Така, кога апсолутно на краишта се издигнува и доаѓа на повидок квалитетот и она што ти го понуди за целиот регион на Македонија. Нашите пријатели од Natura Therapy се и спонзори токму на оваа емисија ексклузив и еве морам нешто да ти додалам токму нив. Колаген Изомакс и еден од сокчињата кои што ги гледаш токму тука. Ти благодарам. Само вака да ги видиме на широка камера. Тоа се нашите пријатели на Natura Therapy кои што долго време, веќе скоро 8 години се на македонскиот пазар и верувам дека можеби до сега се слушнала, ако не, ќе имаш можност да пробаш токму од нивните производи. Благодарам многу.